Подмачкај се со Алгасан и ослободи го движењето. Шампионска понуда само во Нептун. Ајде, до 22 јануари. Нептун. Живеј подобро, секој ден. После надпревар од Европското првенство за Македонија завршуваме со победа, она што можеби ни требаше на сите на цела нација. Еве твој коментар за овој надпревар. Па добро, пред се сакам да му честитам на моите момци, стварно изигравме еден квалитетен надпревар од почеток до крај. Добро анализиравме и како што кажав претходно, треба да бидеме среќни затоа што Франција е олимписки првак и игравме против Германија домаќин во првенство. Мораме да признаеме дека се тие еден чекор понапред од нас. Швајцарија беше на ниво, максимално бевме спремни и сакавме да победиме, денеска тоа го покажавме. Горцум на момците се боревме од прва до последна минута. Ова е за нас за војнина добра, за самодоверба, за сите играчи. Покажаме дека можеме да играме, да се бориме во одбраната. Тоа што го трениравме и тоа што бевме спремни, мислам дека денес го покажавме и се покажа во најдобро светло. Да, денеска далеку подобро издание и помалку технички грешки и постојано водство во текот на целиот надпревар. Мислам дека два пати им дозволивме да се вратат во првото полувреме на 2 разлика и во второто и изедначија. Еве твој коментар, што беше пресудно за таквата игра на Македонија? Па добро, на претходните надпревари навистина имавме многу технички грешки и кажав пред прошла надпревар со Германија, навистина многу ни е криво што мислевме дека можеме и подобро да одиграме, на крај ни е криво, нормално што завршиме со толку голема разлика, изгубивме од Германија и од Франција, но денеска не знам колку имавме, но сигурно ги следивме на минимална техничките грешки. Во пријателските надпревари игравме против Црна Гора и со Грција. Тие вторите надпревари што не беа официјални и до 55-та минута имавме гал надпревари и до крајот ги победивме. И јас кажав дека овие ќе ни бидат многу битни на тие пријателски надпревари и навистина денеска кога дојде до 55 минут, кога беше егал тука такмицата, можеби само довербата што имавме од прошлите надпревари и дојде до тоа. Пак ќе кажам, среќен сум за момците, имавме одлично денес голманска помош од Мартин Томовски и изгинавме за сите топката, сакавме да победиме, да одиме со дигнати глави за Скопје и среќен сум и треба да му честитаме на сите играчи и за целата Македонија. Само победа не водеше на третата позиција во групата. Еве што значи ова трето место во групата и победава? Па добро, навистина ни значи кога ќе видиме историјата што кажува помеѓу Швајцарија и Македонија, навистина имаме многу победи и можеби бевме денеска многу подценети. Не читам изјави што изјавуваат играчите, но сигурно сакаат да не победат со многу голема разлика, да бркаат, да се надеваат за додат во пролаз, но знаете, ние сме македонци, ние се бориме, имаме лавовско срце и денеска покажавме тоа. Сега ќе видиме, ние сме трети во групата, мислам дека тоа ќе ни биде еден голем помош за квалификациите за светско првенство.